Најавени се повеќе механизми на линијата на ова што го зборувате. Еден од нив е мониторинг, европски мониторинг на високо профилираните, да ги наречеме, случаи на корупција и организиран криминал во нашето судство. Европската унија го најавува тоа во своите документи. Амбасадор Богар пред известно време даде една изјава дека Европската комисија се решила тоа да го прави ОПСЕ, дека Брисел ќе плаќа, а ОПСЕ ќе го спроведува на терен мониторингот. Дали нешто од тоа почнува да се операционализира? Најпрво логиката да објаснам позади тој процес. Европската унија веќе ги оцени законите кои што ги донесовме во изминатиот период како позитивни. Меѓутоа, еден важен елемент на проценката колку сме успешни во поглавието 23 судство и темелни права и колку сме успешни генерално во функционален политички систем и владење на правото, се цени според имплементацијата, односно според како се и колку брзо се решаваат и на кој начин судските случаи поврзани со висока корупција. Токму затоа, заради следење на тој трек рекорд, како што го викаат, или следење на имплементацијата на законите на дело, се одлучивме да побараме помош од Европската унија на начин што ќе ги мониторираат оние случаи кои што предизвикуваат интерес на јавноста или кои што се однесуваат на коруптивни, потенцијални коруптивни ситуации и случаи, со што ќе се осигураат дека на вистина законите се спроведуваат така како што треба и со што ќе имаме позитивна оценка на трек рекордот, односно на нашиот учинок во судството. Моделот кој што го избра Европската комисија е токму тој што го спомнавте, да дадат финансиски средства за проект кој што ќе трае 3 години и кој што ќе биде спроведуван од страна на ОПСЕ. Имав вчера средба со амбасадорот на ОПСЕ во државава, во Северна Македонија, и разговаравме детално за ова. Не можам да откривам целосно детали, она што можам да ви го кажам, дека ќе има зголемен број на случаи кои што на годишно ниво ќе ги следат, околу 50-тина, дека ќе имаат сериозно регрутирање на стручњаци и од земјава и од странство кои што ќе може да учествуваат во мониторинг на овие случаи и дека ќе произведуваат редовни извештаи и случај по случај и генерално за да ни укажат пред се на некои системски недостатоци доколку ги има во спроведувањето на правото. Кога сето тоа може да се очекува дека ќе почне? Јас би очекувал дека на почетокот на идната година веќе ќе биде во функција. Сега е фазата на подготовка и на, да речам, ставање во функција на целиот тој механизам.